Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание, последно за оваа 2016 година, мој соговорник е доктор Анита Димоска, раководител на службата за итна медицинска помош во Скопје. Доктор Димоска, добар ден и ви благодарам што ова последна емисија од оваа година сте повторно со нас во студиото да ги споделите информациите пред се во корист на нашите слушатели. Добар ден до вас и до вашите слушатели. Поздрав до вас и до слушателите. Ви благодариме за одвоеното време. Се надеваме ќе имаме доста плоден разговор, секако во корис и бенефит за нашите слушатели. На почетокот, околу зголемениот број на интервенции изминатата недела во службата за итна медицинска помош. Во медиумите веќе слушнавме дека ако во просек бројот на интервенции се движи околу 90 до 110, 120 понекогаш. Изминатата недела на период имавте и над 130 интервенции. На што се должи ова зголемување? За каков број на интервенции, односно вид на интервенции стануваше збор? Гледајќи нашата статистика која што секојдневно ја водиме за интервенциите, за бројната состојба и за видот на интервенции, повпечатливо е тоа што последните 2 недели, односно изминатите 2 недели, имаме навистина зголемен обем на работа, што тоа одамна не сме го имале. Ако е нашиот просек, како што рековте, меѓу 80 и 90 долната граница до 120 максимум, изминативе неколку години, да кажам, овој период сме сведоци дека сме соочени со зголемен обем на работа и таа бројка достигнува до 130, а во изминатиот викенд достигна и до 170 интервенции за период од 24 часа. Секако овој период зголемениот обем на работа се должи сигурно ради пореметена здравствена состојба нели на нашето население во градот, поради временските услови, поради овој зимски период со променливи сепак температури, загаден воздух, така. Најчесто ни се интервенциите кај хроничните болни пациенти кои што се постојано наши корисници, меѓутоа овој пат со зголемена фреквенција на јавување, што значи дека кога не можат да ги решат, односно да ја средат нивната здравствена состојба со таблетарна терапија, се јавуваат постојано кај нас и се интервенира на лице место. Така, тука е поголема возбудата кај овие пациенти, секако тоа допридонесува до влошување на здравствената состојба. Така, најголем број на интервенции се пациентите со кардиоваскуларни заболувања, пациентите со хронична обструктивна болест, односно со астмите, кои што во последен период, каде што не помага секојдневната терапија која што си ја зимаат хронично, така да мораме да интервенираме со ампуларна терапија. Така, како што се вели, ние здравите тешко дишеме, не па луѓето со хронични заболувања, со ХОБОВ и со астмата, како што споменавте. Првата иницијатива за да ве викнам за мој соговорник денеска во Здравје се престојните новогодишни празници, секако пречекот, односно дочекот на најлудата ноќ во главниот град. Секоја година имате дежурни екипи, 24 часа сте достапни и за најлудата ноќ, додека другите слават, вашите колеги работат и се во служба на граѓаните. Како ќе функционира ова новогодишна ноќ службата за итна медицинска помош? Како и секоја година, така и ова, веќе го имаме направено планот за работа на службата за итна медицинска помош за време на престојните новогодишни и божикни празници. Така да оваа година ќе бидеме зајакнати за воочи новогодишната ноќ со 13 комплетни медицински тимови, кои што ќе бидат еднакво распоредени во сите 9 пунктови на службата за итна медицинска помош, кои што се дисперсирани во сите делови на градот, значи ќе имаме целосна покриеност на градот.
Ќе имаме и едно медицинско обезбедување за време на огнометот, кој што ќе биде нели пред полноќ. Тука ќе биде ангажирана една екипа. До сега немаме престојни најави за други обезбедувања, така што значи 13 екипи ќе бидат достапни за граѓаните за време на новогодишната ноќ. Така, главната прослава новогодишна на централниот плоштад Македонија е откажана, меѓутоа ќе има на Јадран сквер во организација на општина Центар сепак собир на луѓе. Предпоставувам дека и таму ќе имате екипа. Секако, за сега уште немаме барање за наше присуство, меѓутоа затоа е зголемен бројот на екипите и се надеваме дека и ако има барање некој за наша интервенција, дека ќе успееме како и досега успешно да одговориме. Така, доктор Димовска, предпоставувам бидејќи долги години сте во службата, сте работели на терен, сега последниве неколку години сте раководител. Со што се карактеризира новогодишната ноќ од аспект на интервенции? За какви повреди или укажување на прва помош најчесто теренски се бара брза помош? Значи, нашата работа е вообичаена за време на новогодишната ноќ. Оние пациенти кои што се, како што ги спомнав, хроничните болни, со исклучок некои акутни состојби кои што се случуваат, се и како и секоја ноќ исто така се интервенира на нашите корисници, нели на нашите граѓани кои што имаат потреба од нас. Исклучок се оние состојби кога имаме зголемен број на алкохолизирани нели лица во однос на останатото секојдневие. Сообраќајни незгоди ги имаме и така. Можеме да се пофалиме последните 2 години, односно последните 2 новогодишни прослави, дека немавме зголемен обем на работа, така да таа ноќ си протече како и сите други останати ноќи. Немавме ни многу алкохолизирани лица и се надевам дека и оваа година ќе бидат екипите нели со она нормална работа која што сме навикнати и досега. Како просечната, не како оваа моменталната сега, како што реков последниве 2 недели, туку како просечна една вообичаена вечер како и секоја. Зимска вечер, да. Да се надеваме дека и годинава ќе биде 3-та година поред каде нема да има зголемен обем на дежурните екипи во службата за итна медицинска помош. Желба, да. Но освен службата за итна медицинска помош, предпоставувам на територијата на Скопје ќе има и други дежурни екипи, односно патронажни служби кои се во состав на службата, кои ќе им бидат достапни 24 часа како работат во смени на граѓаните на цела територија на Скопје. Така, значи во состав на службата за итна медицинска помош, која што е нели при јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје, функционира и службата за домашна посета, која што за време на новогодишните празници ќе работи со стандардно работно време, како вообичаено, како што и рековте, нели за нас нема празници кога сите се подготвуваат за да празнуваат. Нашите служби работат 24 часа со 7-дневна покриеност. Исто така ќе работат и навечер дежурните ординации во трета смена недели и празници со исто така со 24 часовна покриеност во 8 пункта кои што ги имаме и распределени во истоимените поликлиники. Така. И централата секако тука е. Централата е тука, значи базата ни е во Карпош на итната медицинска помош, 9 пунктови на итна помош каде што ќе има овие 13 екипи и уште 8 пунктови со дежурни сестра и лекар од дежурните ординации кои што нели ќе бидат достапни за отворените ординации во поликлиниките, да, каде што ќе може населението да доаѓа на. Така, и еден апел, еве, пред да одиме со рекламите традиционално што го даваме, значи, и на најлудата ноќ да се вика брза помош, само доколку има навистина потреба од итна и неопходна медицинска интервенција. Најважно е да не се злоупотребува службата, затоа се дежурните ординации достапни, кога нешто не е во ред нели со нашето здравје, да се обратиме таму, а итната медицинска помош да се повика на вистина каде што е витално загрозен животот, каде што на вистина не може пациентот сам да дојде до местото каде што има доктор. Ќе направиме тука кратка пауза со реклами и ќе продолжиме со доста корисните информации и разговорот во студиото околу функционирањето на службата за итна медицинска помош во главниот град. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало, докторе, во ваш термин,
вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во Здравје е доктор Анита Димовска, раководител на службата за итна медицинска помош. Доктор Димовска, карактеристично секоја година на крајот од годината е да се направи резиме, односно анализа, како помина претходната, односно годината која е на самиот крај. Што ќе одбележи 2016 службата за итна медицинска помош? Сведоци сме на неколку големи природни катастрофи кои го погодија главниот град. Тука беа поплавите, катастрофалните поплави во Скопско и секако серијата земјотреси кои доста го вознемирија населението во Скопје. Дали ова беа главните одбележија во функционирањето на Скопската брза помош од аспект на помош на граѓаните во главниот град во 2016? Така, за оваа година во главном ќе речеме да не се повтори наредната, да биде многу подобра од оваа што помина. Иако како служба се трудевме на секој можен начин да го постигнеме она што го имаме како цел, односно да имаме квалитетна здравствена заштита до сите и да сме достапни до сите граѓани. Оваа година ја обележија неколку, како што рековте, немили настани, почнувајќи од почетокот на годината со мигрантската криза, каде што бевме застапени, и нестепично се дававме и за помош и на самите тие граѓани кои ја преминуваа нели границата, кои што не беа во мал број. Така. Потоа летото ја обележи една природна катастрофа, тоа е поплавата која што се случи, која што беше за време на годишните одмори, меѓутоа на многу брз и ефикасен начин се мобилизиравме како тимови и успеавме уште првата ноќ да бидеме на местото кога беше тој период најкритичен и се до наредните 2 недели кога целата таа ситуација нели се колку толку санира, се додека им беше потребна помош на тие граѓани. Нашите екипи беа таму 24 часа дежура на самото место, во 2 пункта, и во Сингелич, и во Стајковци, па и еден период и во Рачиново, како критични места. Значи, тука можам да изразам една благодарност до сите вработени кои што несебично се дадоа во целата таа работа и беа хумани. Впрочем, таква ни е професијата, меѓутоа дополнително ја искажаа својата хуманост со една несебична нели вложеност во целата таа работа. Буквално ни беа достапни на телефон и кога и да ги повикавме доаѓа на работа, не прашуваа за работното време, до кога ќе трае и како ќе и до кога и како ќе бидат и под какви услови. Така да тоа беше еден тежок период. И кога сите таа работа нели се смири, започнаа серијата на земјотреси кои што мораме да признаеме дека доста вознемирувачки делува и на нашите граѓани, на сите нас, така да имавме доста јавувања од граѓани, интервенции на лице место, значи тука имавме еден пик на зголеменост на работа и во тој период, не знаејќи нели како ќе се одвиваат сите тие работи, и тука имавме некои мобилизирани додатни екипи затоа што не се знаеше нели тие денови што ќе се случи во тие потреси. Меѓутоа и тоа го издржавме, благодарение и на зголемениот број на екипи кои што го добивме оваа година, нели кадровската зајакнатост од страна на во смисол на доктор, сестра и возач. Така, нови тимови, имавме нови вработувања, нови екипи. Сега сме во очекување годинава и на новите возила кои што треба да пристигнат и се надевам дека на тој начин навистина во комплетна смисла на зборот ке зајакнеме и ке можеме, за не дај Боже, да одговориме на било каква нели непогода. Така, една од зацртаните цели на функционирањето на Скопската брза помош е да се намали бројот на времето на стигнување на интервенција. Во тој аспект чина ми во 2016 беа отворени нови пунктови во поодалечените места во главниот град. Успевате ли барем чекор по чекор да го стигнете тоа време кое ви е зацртано за побрз одговор на потребите од итна медицинска помош на граѓаните? Така, во текот на 2016 како едно обележје може да се каже отварањето на 3 нови пункта
на службата за итна медицинска помош и тоа во Петровец, општина Петровец, Чучер Сандево и Глумово. Тоа се 3 различни локации во градот со цел да се скрати времето на пристигнување, односно времето на интервенција за побрзо реагирање и спасување на човечки животи. Тука веќе имаме подобрување, односно намалување на тоа време. И според една статистика која што имаме, а правиме неделни извештаи за тоа колку интервенции имаме и за колку време се пристигнува на самото место, веќе тоа време успеавме за 5-6 минути да го скратиме и се надевам дека кога ќе зајакнеме и плюс со возила и дополнителни екипи, дека тоа и уште повеќе може да се скрати време. Меѓутоа, успех е и тоа, 6 минути и 7 веќе се скратува, не е мал период кога може навистина да се драгоцени и да се реагира на време. И мислам дека се намалува се повеќе оној број на незадоволни граѓани, односно корисници кои што се на здравствените услуги, кои што се незадоволни, така да напротив имаме и доста благодарници, пофалници, јавувања на телефон во еден знак на задоволство од нашите корисници. Така, тоа е добро да се слушне дека навистина работите во служба на граѓаните, а граѓаните се задоволни, да се надеваме дека и 2017-та ќе бидете уште подобри, ќе имате уште позначителни резултати и поголемо задоволство кај граѓаните, но кога сме кај граѓаните и функционирањето на службата за итна медицинска помош, дали во 2016 година се подобри она сообраќајна култура во однос на давање предност на возила на Скопската брза помош кога транспортираат или одат на повик за итен случај? Да, зголемено е нивото на сообраќајна култура, значи се повеќе учесници во сообраќајот не пропуштаат, кога ние се движиме по сообраќајниците, тука можеби има удели проширувањето на самите улици во булевари, каде што се зголемува комодитетот на движење по улиците. Меѓутоа, пак ќе кажам, еден апел за уште поголемо ниво на сообраќајна култура, затоа што сепак треба од страната на сите да имаме таква пропусливост на улиците, затоа што не вреди ако 3-4 не пуштат еден само да ни го блокира сообраќајот, да не можеме да се движиме понатака. Меѓутоа, мислам дека за одреден степен во споредба со претходниот период, изминатите години, тоа ниво е на повисока скала. Так, кога сме кај пропуштањето и кај гужвата на скопските улици и крстосници, секако годината која измина 2016-та ја одбележа голем број на собери, на протести. Колку тоа ја отежнуваше дополнително работата на Скопската брза помош, доколку се блокирани улиците и каде што треба да се заокружи, да се изгуби дополнително време за да се стигне на повикот за спасување на нечи човечки живот или да им се помогне на некои луѓе кои бараат брза помош. Така, да. Секако имавме доста собери, како што рековте, доста време беа блокирани сообраќајниците, улиците, така да имавме пречки. Имаше и случај кога имавме и незгода и вербален дуел со нашите возачи, со оние кои што протестира или кои што се собира, така да имавме полемики околу тоа дали да се пропушти возилото, дали да не се пропушти, меѓутоа сметам дека тоа е голема грешка, дека сепак кога ќе се види возило на итна медицинска помош, нечи живот е во прашање, не знаеме кој е во тоа возило и дека секако секој е дојден за некоја своја потреба, меѓутоа дека треба да постои една хуманост и да се пропушти возилото во секој поглед за да тоа возило стигне на време. Колку овие собери ги преоптеретија службите и дежурните екипи, претпоставувам дека на секој собер дополнително се испреќа и екипа, так. Освен полицијата, тука и брзата помош, бидејќи цело време ги споменувавме само полицајците дека работат 3 месеци нон-стоп постојано, значи претпоставувам дека и вашите колеги одлично, ние секогаш функционираме заедно так. со службата на МВР, така да каде што се они застапени, можеби во 95% случаите бевме застапени и ние. Така да, затоа реков, поминавме 2016 беше една тешка година, која што како служба ја издржавме и се надевам дека следнава ќе биде многу полесна.
блокирањето на сообраќајниците дополнително точно ја отежнуваше нашата работа, нашето движење, нашето функционирање, како во поглед на во однос на останатите интервенции, така и во однос на оние екипи кои што моравме дополнително да ги ангажираме за да ги обезбедуваат одредени собири, да бидат таму на лице место и така натаму. Така, на самиот крај, пред да ве ослободам вас, на самиот крај на разговорот, што посакувате во годината која престои во 2017 и еден совет до сите слушатели, значи, како да ја поминат најлудата ноќ, да немаат потреба од вас и од вашите колеги? Така, би кажала некоја препорака прво за онаа најлуда ноќ која што ни престојува. Се надевам нема да биде така буквално најлуда ноќ, нека биде само во однос на веселбата. Што помалку конзумирање на алкохол, особено за младите кои што немаат висок праг на толеранција према алкохолот. Оние хронични болни да си ја зимаат редовно терапијата, нели да не се изостава. Внимателно и со храната, знаеме тогаш нели малце повеќе храна да консумираме па да имаме дополнителни тегоби. Надвор ако се излегува, топло облечени, затоплени, топли напитоци да се зимаат, така да мислам дека да се намалува она употреба на пиротехнички средства кои што можат дополнително нели да направат повреди, огнестрелни оружја исто така кои што знаеме дека се употребуваат за време на новогодишната ноќ, максимално да се сосема да се исклучат од употреба за да немаме, а сме имали случаи каде што има и повреди, се интервенирало нели од петарди и слични пиротехнички средства, поготово по младите. И се надевам дека ако ја поминеме онаа ноќ така како што треба, како што нели доликува на секого, така, едно достоинствено поминување на новогодишната ноќ, дека првенствено целото население ќе ја помине убаво таа вечер, дека нема да има потреба од нашата служба, а со тоа и ние ќе бидеме како служба задоволни. Нашето задоволство е кога нема работа, кога населението е здраво и кога нема потреба од нас. Така, што посакувате за 2017 година за вашите колеги пред се, но и за граѓаните, една препорака, она истата стандардно да се јавуваат само доколку имаат потреба, затоа што може да се завземе време и место на некој на вистина на кого секундите живот му значат. Така. Да, како што рековте, првенствено да им посакам на моите колеги многу среќа, здравје и успех во наредната 2017 година и многу помалце работа. На сите граѓани им пожелувам среќни новогодишни празници, многу здравје, среќа и бериќет во 2017 и навистина да не повикаат само кога ќе имаат вистински потреба од службата за итна медицинска помош, за да можеме да стигнеме таму каде што навистина сме најпотребни. Ви благодарам за овие драгоцени и корисни совети пред се во интерес на нашите слушатели и ви посакуваме на вас стрекна и успешна 2017 година и ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во здравје. Ви благодарам и вас за поканата и ви посакувам се најубаво во новата 2017. Со вас го завршуваме тука разговорот, но емисијата Здравје ќе ја продолжиме со по кратката музичка пауза со нови информации од областа на здравството во земјата. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје имавте можност да слушате како помина 2016 година во службата за итна медицинска помош. Мој соговорник во Здравје беше доктор Анита Димовска, раководител на оваа служба, позната како Народот брза помош. Во првиот дел од емисијата разговаравме и за зголемениот број на интервенции во Скопската брза помош. Последните 2 недели, како што слушнавте од мојата соговорничка, тимовите имале полни раце работа и наместо вообичаените од 80 до 110 повици интервенирале и кај повеќе од 130 граѓани, а секако студеното време и температурните разлики, загадениот воздух и вирусите кои циркулираат и во главниот град се причина за се позачестеното јавување на бројот 194. Исто така од официјалните извештаи и од
прагматичните лекари може да се заклучи по информациите кои кружат во медиумите дека има и големи гужви во амбулантите поради зголемениот број на лица со грип, но и со останати вирусни инфекции, односно настинки. Зголемен број на граѓани бараат помош и на клиниката за инфективни болести. До сега официјално од Институтот за јавно здравје информацијата е дека грипот веќе ја надмина бројката од 2000 заболени, но за сега се уште нема информации за заседавање на Комисијата за заразни болести и конкретни мерки. Се надеваме дека тоа вообичаено го прават кога навистина ќе стане состојбата алармантна, но според информациите од надлежните служби за сега е во рамките на нормалата состојбата со ширењето на грипот во Македонија. Одиме уште со една музичка пауза во Здравје пред самиот крај на емисијата. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушавте емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Тука и крајот на денешното издание на Здравје, последно за ова 2016 година. Од мене ми преостанува само да ви посакам во наредната 2017 година да имате пред се многу здравје, успех на секое поле и секако да ве прати среќа. Но првенствено, како што и насловот на емисијата, ви посакувам многу здравје. До слушање до наредната 2017 година. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.